Новиот документ на Министерството за образование со кој се опфатени новините во основното образование од прво до трето одделение може да се оцени дека има дух на реформа. Опфатени се позитивните, но и недостатоците во образовниот систем во делот на екстерното фактографското знаење, оценува универзитетскиот професор Кирил Барбареев. Се дава слобода на наставникот преку таа форма, што е добро. Воведувањето или малата организацијска промена од 55 минути наставен час и давање 15 минути одмор по проценка на наставникот всушност значи дека го отфрлате звончето. Така да може да се каже дека внатре има параметри кои што се во добра насока, се мисли на здравието на учениците, се воведува наставник од физичка култура, од спорт, како помошник. Барбареев забележува дека добро е што се размислува и за поголема соработка со родителите, но тој вели дека тоа е она што можете да го видите на површината. Според него, преку оваа реформа не може да се види визијата на македонската реформа во воспитно-образовниот систем, односно не можат да се видат краткорочните и долгорочни цели. Смета дека не е дефинирано што е стандард за стимулативна средина на ученикот. Вие ако направите една анализа на просторот, каде што се наоѓаат учениците, мислам на инфраструктурата, мислам на училницата, мислам на спортските објекти, мислам на лабораториите, мислам на наставничките канцеларии, мислам на сето она кој што го обкружува ученикот, наставникот, вие ќе видите дека ние немаме стандард. Едни се условите во Скопје, други се условите во внатрешноста, трети се условите на некои други места во рурални средини. Така да тоа е сериозно прашање на кое што можеби е според мене и првиот приоритет. Вие вториот приоритет е немате стандард за наставник, за компетенции во нашата држава. Земјите на Европска Унија немаат веќе двосменски училишта. Ни една земја во Европска Унија нема двосменски училишта. Тоа е приоритет на реформа во образовниот систем. Барбареев вели дека на овој начин децата се од 8 до 15 часот во училишната зграда, со што учениците ќе бидат во една постимулативна средина за учење. Со овој начин на кратење на часовите, повторно се препуштени на средината, односно на згрижување на децата кај своите баби и дедовци, ангажирање на друго лице или приватен целодневен престој. Она што друго не се препознава внатре, што е клучно во овие 28 години е политизацијата на системот. Ви имате 99% партиски клучни директори и управни одбори. Таа реформа внатре, вие давате автономија на наставникот, но автономија мора да има училиштето, автономија мора да има директорот во носењето на одлуки за да прерасне во еден квалитативен исчекор. Едно од забелешките е дека во овие реформи не се вклучени и факултетите во земјава како институции, кои треба да бидат и промотори на реформите. На тој начин Барбареев вели дека ќе се верува и во реформата во воспитно-образовниот систем. Тој истакна дека оваа се неговите забелешки, кои повеќе се однесуваат за Министерството за образование, кој во наредниот период треба да има сериозни инвестиции во училиштата, доколку сакаат да ги спроведат реформите. Потребни се милиони евра за да се направи инфраструктурата, а доколку инвестираат, нема да сгрешат, порача Барбареев.